Почитувани, добар ден, започнуваат вестите на Канал 8. 6,5 милиони евра се планирани да се издвојат преку проектот за подобрување на општинските услуги во делот на инфраструктурата и изградба на градинки. И општините од Истокот ќе може да аплицираат со свој предлог проекти на јавниот оглас, што Министерството за финансии ќе го објави идниот месец. Општините од Источниот регион ќе може да аплицираат за средства за капитални инвестиции преку проектот за подобрување на општинските услуги во делот на инфраструктурата и изгрижувањето на деца. Министерството за финансии ќе додели 6,5 милиони евра за оваа намена за сите локални самоуправи во државата. Општинските власти потребно е да изготват предлог проект со кој ќе аплицираат на јавниот повик што Министерството ќе го објави идниот месец. Општините ќе може да ги искористат парите за изградба и реконструкција на системи за водоснабдување, канализација и одведување на отпадни води, локална патна инфраструктура, енергетска ефикасност, изградба на детски градинки, зелени пазари, како инфраструктура во индустријски зони. Од ресорното министерство истакнаа дека преку овој проект во периодот од јуни минатата година до јуни оваа година реализирани се 72 капитални проекти во 41 општина во државата. Проектот за подобрување на општинските услуги е поддржан од Светска банка со фонд од 81 милион евра и ИПА грант за рурален развој од Европската унија во висина од 14,6 милиони евра. Преку проектот се планира да се подобрат општинските услуги кон граѓаните, како и капацитетите на општинската администрација за имплементирање на проекти. Општина Виница вложи близу 12 милиони денари за изградба и асфалтирање на улици во градот и во неколку селски населби. Во моментов течат градежните работи на неколку сообраќајници во централното градско подрачје, а комплетирањето на проектот треба да се реализира до средината на идниот месец. Во општина Виница во тек е изградбата на 12 улици, за кои локалната самоуправа од сопствениот буџет издвои околу 11 милиони и 700 илјади денари. Еден од приоритетите на општинската власт е реконструкција на асфалтниот слој на улицата Илинденска, која е дел од главниот влез во градот, како и на неколку други сообраќајници во централното градско подрачје. Во изминатите неколку денови заврши асфалтирањето на улиците 4-та македонска бригада и Јане Сандански, а веќе се работи на комплетирање на придружната инфраструктура, пошто ќе се постави нов асфалтен слој на уште 4 улици во градот. На дел од улиците што се дел од програмата за реконструкција, претходно се отстрануваа бехатон плочките што се поставени на места каде што коловозот е оштетен, па потоа се врши гребење на стариот асфалтен слој. Со инвестицијата ќе се изградат улици со вкупна должина од околу 1600 метри, а ќе се санираат и оштетување на коловозот на неколку други сообраќајници. Заедно со изградбата на улиците во Виница, во тек се подготвителни работи и за асфалтирање на сообраќајници во селата Лески, Блатец, Јакимово, Трстија и Градец, со вкупна должина од околу 1200 метри. Според договорот што општина Виница го има склучено со изведувачот на работите, комплетирањето на сите улици треба да заврши до средината на септември. Тече рокот во кој граѓаните можат да направат увид во избирачкиот список за предстојниот референдум. За сега интересот е релативно мал, а Државната изборна комисија информира дека оние што нема да се пронајдат, потребно е до 23 август да поднесат барање за впишување на нивните податоци во списокот. Од 9 август, кога започна да тече законскиот рок, до сега само 20 граѓани од Кочани направиле увид во избирачкиот список во подрачното одделение на Државната изборна комисија. Во канцеларијата во Виница интересот бил нешто поголем и вкупно 50 лица извршиле проверка дали се запишани, односно дали нивните податоци во списокот одговараат на реалната состојба. Освен за овие две општини, подрачното одделение на Државната изборна комисија во Кочани е надлежно и за канцелариите во Берово, Делчево и Пробиштип, каде одзивот е сличен. Во Делчево 32 лица провериле каква е состојбата во избирачкиот список. Во Берово тоа го сториле 18, а во Пробиштип само 13 граѓани. Според претходно објавеното известување од ДИК, рокот до 23 август им стои на располагање на граѓаните за да направат увид дали се запишани во избирачкиот список за предстојниот референдум што е закажан за 30 септември. Увидот е неопходен за гласачите да се уверат дека без проблеми можат да го остварат своето право да гласаат на референдумското изјаснување.
Лицата кои се државјани на Република Македонија, а имаат подолг престој во странство, увидот во списокот и поднесувањето пријава за измена, дополнување или бришење на податоците можат да го прават по електронски пат на интернет страницата на Државната изборна комисија. Според податоците со кои располага комисијата и кои што јавно ги објави, досега за околу 30 гласачки места во поголемите градови во светот, каде што живеат иселеници, за гласање се пријавиле близу 550 лица. Секој граѓанин кој нема да се пронајде во избирачкиот список или пак неговите податоци не се совпаѓаат со актуелните, потребно е во периодот што е определен за увид да поднесе барање за впишување или измена на податоците. Основното училиште Никола Парапунов од селото Драгобраште Виничко ја спроведува постапката за избор на фирма, што ќе го врши превозот на учениците во предстојната учебна година. За покривање на трошоците за оваа намена, предвидено е да се потрошат над 850.000 динари. Во тек е тендерската постапка за избор на фирма што ќе го обезбеди бесплатниот превоз на учениците кои учат во основното училиште Никола Парапунов во Виничкото село Драгобраште. Рокот на јавниот повик за избор на давателот на услугата заврши деновиве и според пресметките за трошоци по ученик се планира за бесплатниот превоз за престојната учебна година основното училиште да потроши нешто повеќе од 850.000 денари без давачките за данок на додадена вредност. Оваа сума е за околу 60% пониска во споредба со претходната учебна година, иако се планира да се обезбеди превоз за 71 ученик кои живеат во околните населени места во општина Виница. Овој број е за 10 ученици поголем од претходната година, а релациите на кои тие ќе се превезуваат се групирани во 12 линии. Како забелешка во техничката спецификација на јавниот повик беше нагласено дека превозот ќе се извршува само во една смена, односно во периодот меѓу 6:30 и 13 часот и 30 минути. Носителот на набавката се обврзува да обезбеди посебна линија за превоз на учениците, односно во периодот кога ги превезува да не смее да врши превоз на други патници. Исто така, треба во собственост да има соодветен број возила за превоз на дадената релација, а возилата да располагаат со соодветен број на седишта, сразмерно на бројот на ученици, односно да се обезбеди место за седење за секој ученик. Плаќањето за извршената услуга, училиштето ќе го прави по добивањето средства од општина Виница на сметката за блок дотации. Со оглед што предметот на договорот е делив, тоа значи дека за давање на услугата можат да се изберат и повеќе понудувачи, односно еден оператор да избере кои релации ќе ги вози. Променливото време го наполни невролошкото оделение во Кочанската општа болница. Драстично зголемен бројот на лица со мозочни и срцеви удари, за разлика од минатите години. Просечно по еден пациент дневно се јавува на итна со мозочен или срцев инфаркт, а се намалува и старосната граница. Лекарите предупредуваат на внимателност со излегување на сонце. За разлика од лани и претходните години, двојно, а можеби и повеќе од двојно е зголемен бројот на мозочни и срцеви удари кај Кочанци и околните населени места и општини. Лекарите велат дека зголемениот број на мозочни и срцеви инфаркти се должи исклучиво на променливото време, но и на зголемениот стрес присутен кај луѓето. Наидната медицинска помош во Кочанскиот здравствен дом со мозочен и срцев инфаркт доаѓа просечно по еден пациент дневно, а можеби и повеќе, велат одговорните од ИТНА. Се намалува и старосната граница. Со удари им доаѓаат и пациенти по 20 години. И од клиниката во Штип потврдуваат дека од Кочани се испраќаат најголем број пациенти со мозочни и срцеви удари во споредба со општините од Истокот, за кои е потребно снимање на компјутер и одма се враќаат назад, зашто е преполно и невролошкото оделение во Кочанската општа болница, појаснува за Канал 8 доктор Кристина Серафимова, специјалист невролог. За споредба, во Штип годинава е намален бројот на примени пациенти со мозочно креварење, вели примариус доктор Елена Личкова, началник на оделение за неврологија Штип. Доктор Серафимова од невролошкото оделение од Кочанската болница појаснува дека остануваат на сила лекарските препораки за заштита од летните температурни осцилации.
на време и редовно примање на пропишаната лекарска терапија кај хроничните болни, без потреба да не се излегува во периодот од денот кога сонцето е најсилно и почесто конзумирање на течности и престој во разладени простории со лесна летна облека на себе. Управата за јавни приходи ќе има пристап до банкарските сметки на граѓаните. Истиот ќе биде автоматизиран и многу мал број на вработени од УЈП ќе имаат пристап до ваквите податоци. Управата за јавни приходи излезе со тврдење дека со измените на законот за банки, на кои институциите работат веќе неколку месеци, нема да се наруши приватноста на граѓаните. Управата за јавни приходи електронски ќе ги добива од банките податоците за граѓаните неопходни за пополнување на годишна даночна пријава, која од јануари следната година, наместо граѓанинот да ја пополнува, тоа ќе го прави управата и ќе му ја доставува на граѓанинот на потврда. Податоците што ќе ги доставуваат банките и кои ќе ги користи УЈП, како и динамиката на доставување, ќе бидат утврдени со законски измени. Ова на пресконференција го соопшти директорката на УЈП Сања Лукаравска, која посочи дека и досега од банките добивале податоци, но во хартиена форма за даночната постапка. Она на што се работи една година наназад е оваа размена на податоци да се автоматизира, наместо податоците да се доставуваат во хартиена форма, што е долга, спора постапка за сите страни. Автоматизираната електронска размена на податоци со банките ќе овозможи подобрување на ефикасноста на УЈП, подобри услуги за граѓаните и истовремено подобро администрирање на персоналниот данок на доход, појасни директорката, додавајќи дека со ова побрзо ќе се издаваат уверенија, решенија и други документи во надлежност на управата. Таа додаде дека во консултации со сите релевантни институции на одржани низа состаноци меѓу УЈП, Министерството за финансии, Сдруженијето, Асоцијацијата на банките и представници од банките, Народна банка на Република Македонија и Дирекцијата за заштита на личните податоци, заеднички е утврдена рамката за протокот на овие податоци, нивната содржина, динамика за достава и слично, како и стандардите за сигурност и заштита на личните податоци на граѓаните. Таа увери дека личните податоци на граѓаните се сигурни, загарантирани и заштитени и дека и досега не се случило да се злоупотребат податоци од страна на вработени во управата. Следува информацијата од спортот. Прво и трето место за борачите на Спартак на меѓународниот меморијален турнир во борање што викендов се одржа во Прилеп. Одговорните на Кочанскиот боречки клуб задоволни од успехот на борачите, со оглед на состојбата во која се наоѓаат и се уште се соочуваат со проблем во однос на одржувањето на тренинзите. На меѓународниот меморијален турнир во борање што се одржа викендов во Прилеп, боречкиот клуб Спартак учествуваше со 4 борачи, 2 во пионерска и 2 во младинска конкуренција. Во силна конкуренција со учество на борачи од Унгарија, Србија и Македонија, нашите борачи се вратија со освоени медали. Во младинска конкуренција Леон Трајанов го освои првото место и Васе Нисев го освои третото место. Додека младите такмичари Боготинов Михајло настапи прв пат, беше доста добар, водеше 6-0 и тоа со првакот што стана во таа категорија, ама за жал загуби со туш, со неискуство, бидејќи настапуваше прв пат. И Бобан Иванов исто така изгуби, значи двајцата остана без пласман, а додека двајцата заемаа медали. Кочанските борачи се уште тренираат во лоши услови. Салата во која ги одржуваат тренинзите и понатаму не е санирана. Оштетена е кровната конструкција, а додека чекаат санација на истата, борачите тренинзите ги обавуваат во салата кај гимназијата. Борачите на боречкиот клуб Спартак и покрај отежнатите услови за одржување на тренинзите, сепак се амбициозни и упорни во однос на учество на турнири. Продолжуваат со подготовките за учество на сите наредни првенства. Најавено е дека на 15 септември ќе се одржи првенство за пионери, а по него и младинско и државно првенство. Митров додаде дека се размислува и на темата за реализирање на меморијалниот турнир Андонов Колев, кој што заради немање организација паузираше една година. Сега размислуваат на негово повторно одржување, со дилема дали да се намали или не учеството на балканските борачи од повеќе земји.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.